Во овој момент, според последните податоци и информации со кои што располагам од теренот, привршуваат протестите во општина Ѓорче Петров, кои што беа мотивирани, односно беа во знак на револт поради вчерашното убиство на 18-годишното момче. Останати се единствено неколку помали групи со по 5 до 10 лица кои што се движат низ населбата, но нема воопшто, значи во моментов никакви нарушувања на јавниот ред и мир или некакво поголемо, помасовно собирање. Според податоците и информациите со кои што располагаме од штабот кој што беше формиран за да ги следи протестите, истите денеска поминаа без посериозни инциденти, без поголеми инциденти и поголеми нарушувања на јавниот ред и мир благодарение на навремената и одмерена полициска интервенција. До сега, до овој момент, нема пријавено повредени лица кои што биле згрижени во ниту една болница, ниту пак имаме добиено до овој момент, ќе повторам, некакви пријави за настаната посериозна, поголема материјална штета. Заради одредени нарушувања на јавниот ред и мир од страна на полицијата, при интервенцијата беа приведени вкупно 27 лица и тоа 16 се приведени во полициската станица во Кисела Вода и уште 11 лица се приведени во полициската станица Карпош. Со нив се работи откако ќе бидат документирани делата, ќе следуваат соодветни пријави без разлика дали станува збор за прекршочни по Законот за прекршоци против јавниот ред и мир или доколку има основа ќе следуваат и кривични пријави. Инаку протестите, како што веќе знаете, започна нешто после 17 часот, откако повеќе групи кои што се договараа преку социјалните мрежи започнаа да се собираат на неколку локации во населбата Ѓорче Петров. Станува збор за главно млади лица на возраст од 15 до 18 години, членови на различни навивачки групи, а дел од лицата кои што протестирале носеле фантомки на главите, а со нив имале и бейсбол палки и стапови.